Второ пролетно коло прва македонска фудбалска лига. Вардарците победија против Струга ден предходно. Денеска се игра уште 5 надпревари кои што не излегоа онака како што очекуваа, можеби домакините, односно гостите можеби изненадија. Зборуваме за поделените бодови во Гостивар 0:0 Беса со Гостивар, значи си одиграа онака пријателски надпревар да речеме, иако и на едните и на другите многу им значи, едните за опстанок, другите во борба за титулата. Оваму пак исто така во Кавадарци Тиквеш го пречека Пелистер, иако му беа неопходни бодовите во борбата за опстанок во лигата, не излезе баш така. Пелистер успеа за Битола да си однесе 3 бода. На врвот на табелата Шкендија против Силекс, директна борба за првото место за шампионската титула. Шкендија и овој пат покажа дека е многу моќна. Останаа Дургутов Работнички си победи на домашен терен против Воска 1:0. Брера изгуби во Струмица од Шкупи 1:2. Со тоа се затвори ова второ пролетно коло. Да не промашивме некого, ги кажавме ли сите? Сите се тука. Тоа е околу резултатите од ова второ пролетно коло од македонската прва фудбалска лига. И на сето ова што го слушнавте, зошто е насловот Вардар против вардарците, ќе видите после джинглот. Во продолжение на првенството и на надпреварите што ги очекуваат македонските фудбалски клубови од Купот на Македонија, Вардар против вардарците. А зошто Вардар против вардарците, Дургутов? Еве, кратко, јасно, десено, недвосмислено. За 3 дена, 26 февруари, среда, Вардар игра против Силекс на градскиот стадион Арена Тодор Проевски. Четвртфинален надпревар против Силекс. Еден надпревар, нокаут меч. Кој е подобар, оди во полуфинале на Купот на Македонија меѓу 4 најдобри во Купот, кој нуди изворедна можност за пласма во Европа. А викендот па ја очекува Беса? 3 дена по овој куп надпревар. Вардар игра против Беса, повторно на градскиот стадион на Арената Тодор Проевски. Директен дуел во борбата за опстанок. Беса е 12-та, Вардар е 10-ти, разликата е 1-2 бода. Да не се тепаме. А следен надпревар после Беса кој му е? 3 дена после надпреварот со Беса. А и тој 3 во среда? Во среда, добро. вондерно коло од првенството на првата македонска фудбалска лига. Против? Вардар му гостува на Работнички. На градскиот стадион во Скопје. Сега, зошто е Вардар против вардарците? Ај малку подетално. Вардар ќе игра против вардарците од една едноставна причина што сите овие екипи кои ги спомнаме со своето реноме, со своето CV, со својот минат труд и сегашен актуелен пласман, дали се работи во првенството или во купот, ги предводат, ги водат варварци во буквална смисла на зборот. Сите овие тројца тренери, зборуваме за тренерите на Силекс, Александар Васовски, популарниот Тетовче, зборуваме за Горас Михаилов, тренерот на Беса, и зборуваме за Горан Станик, тренерот на фудбалски клуб Работнички, односно актуелниот селектор на репрезентацијата по 21 година, се многу тесно во било каков облик поврзани со играле за Вардар ли? Сите. Сите тројца играле за Вардар, 20 од нив биле тренери на Вардар и сите тројца имаат едно би рекол завидно CV кој е неизбежен дел од тој Вардаров декор. А реков и ќе повторам, во овие дуел надпревари сите тие играат помеѓу себе за престиж, за бодови, дали за пласма во полуфиналето на купот, дали во таа грачевита борба за опстанок, или пак, ако зборуваме за Горан Станик, кој е тренер на Работнички, за бодови кои Работнички ќе го носат во борба за првото место. Значи вака сега, врти сучи се, нешто се врти околу Вардар. Не е само ова. Има уште тројца тренери. Така. Па добро, знам нешто, наслушнав. Значи половина лига од 12 клубови, 6 праволигаши ги водат или играле поранешни вардарци. Невозможно. 6. Колку кажа? Ти 3 кажа сега. Гоце Седловски е четврт. Не играл за Вардар, бил порано тренер на Вардар, исклучителна репрезентативна кариера, 100 надпревари во дресот на репрезентацијата, 8 постигнати голови. Добро, ама за Динамо, за Хајдук, сега е тренер на Вардар. Добро, он е значи како тренер на Вардар, некако не он е Вардар кој се бори против вардарците. Значи Гоце Седловски против сите овие. Интересно, да. Кои се другите два? 6 се рече, 6. Навистина
Оттикваш. исклучителен раритет. Зборуваме за Ѓорги Мојсов, едно по мене исклучително вредно тренерско име, еден тренер Еснав кој си ја знае работата и кој е тесно врзан со Тиквеш и со неговите успеси, ајде и неуспеси, да не го само фалиме. Може би помладите знаат, може би не знаат. Ѓорги Мојсов има 24 надпревари за Вардар. И плюс 10, на два пати На го за 24 Вардар. надпревари играл за Вардар. 34, 24 плюс 10, така вели тетка И Википедија. шестиот? Срđan Захариевски. Ау, Срđan, да. Актуелно тренер на Вардар, сега е тренер на Пелистер. Актуелен тренер на Вардар. Не е актуелен тренер на Актуелен Вардар. тренер на Пелистер. На Пелистер. Се извинувам, лапсус Да, направи, на поранешен Пелистер, тренер добро. на Вардар во есенски оддел. Так. 98 надпревари за Вардар, 22 настапи за репрезентацијата на Македонија, зборуваме за репрезентацијата, има помалку од Седловски и колку 3 постигнати голови. Патем да спомена Горан Станик има 2 настапи за репрезентацијата на Македонија. Значи исклучителни Значи, да. тренерски мини. Да, значи овие Васовски знаеме, исто така значи играч. Васовски 94 надпревари за Вардар, 11 гола за Вардар. 33 надпревари за репрезентацијата на Македонија. Сега дали се разбираме, ова е се Вардар, ова се се вардарци. Ова се се вардарци. Од 12 екипи во Македонска прва фудбалска лига, 6 тренери, 6 се, да не Шест. погрешам. 6 тренери играле за Вардар. Врти се се врти околу Вардар. После сакале И сега се борат против и после спортски. пази, се борат и после против вие некои од вас гледачите ќе не прашаат, па вие досадни сте со овој Вардар. Па што да правиме ние сега? 6 екипи имаат своји тренери. Да кажеме дека не играле за Вардар. Чекај само уште нешто да те подсетам, нешто последно сега што го прочитав непосредно пред да почне емисијава, да ја снимаме. На тренерот на Струга Трим Лум Кати Османи. поднесе оставка. Да. После надпреварот. Кој ќе биде нов тренер на Струга? Кој ќе биде нов тренер на Струга? Ајден джингл па да кажеме. Ајде, Джинко. После двата порази на Струга Трим Лум на Струшкиот прволигаш, првото коло против Гостивар загуби со 1:0 во гости, потоа го пречека Вардар дома загуби 0:2, раководството на клубот решава тренерот да го промени. Кој доаѓа сега или што кажуваат најнови информации, кој треба да дојде, со кои имиња се шпекулира? И тука нешто има, се врти околу Вардар, ама искрено да бидам, ми помина како информација, не можев да запамтам повеќе имиња. Значи 23 февруари недела Кати Османи поднел оставка, така велат информациите пишуваат сите овие спортски информатори. И истите тие информираат, брифираат заедно со нас дека можни потенцијални кандидати за нов тренер на актуелниот шампион на Македонија, фудбалски шампион Струга Трим Лум, се 4 имиња најтесно поврзани со Вардар. Зборуваме за Ѓоко Хаџиевски, зборуваме за Илчо Ѓоргиевски, поранешен председател на Фудбалската федерација на Македонија. Јасно. Зборуваме за Владко Костов и зборуваме за Мирза Дионис. Овие сега играле за Вардар, биле Ѓоко бил тренер, знам. Ѓоко има 5 титули со Вардар. Така, Ѓоко како тренер знам, Владко Костов играл за Вардар? Владко Костов играше тренер не изборени играл на 2-3 тренер не. 3-4 сезони, не можам точно. Илчо Ѓоргиевски играл за Вардар? И играл за Вардар во шампионските генерации 91-92 година. Јонус Јонус бранеше заедно со Филипски во изворедната шампионска генерација на Вардар. А се спомнувате други неколку имиња кои што не се од Вардар? Не, само Вардарци. Значи се шпекулира дека еден од овие четворица ќе биде тренер на Струга Трим Лум. Тоа е во доменот на шпекулациите, она што го опишуваат, што се шпекулира, што се зборува, ќе почекаме да видиме. А друго тренерско име да се спомене да како потенцијален тренер на Струга не сме прочитали, не сме видели. Тоа значи ќе се зголеми бројот од 6 на 7. Да. Вардарци во вкупната лига од 12. Да. Ништо без Вардарци. Знаеш што е интересно? Интересно е дека со ова второ пролетно коло, тоа што јас сакам да го кажам, нели си правиш некоја математика дома, меѓутоа таа последна на пазар не излегува. Тоа се случи и со Вардар вчера со Струга и не знам со како се вика Гостивар со Бесаеве да кажам од ова коло, Тиквеш со Пелистер. Ајде работнички очекувано беше очекувано дека
Ама не можеш да Беше кажеш фаворит против не очекува Воска. да Силек сигурно планирал нешто со Шкендија, меѓутоа ете 4-2 така резултат 2 гола плюс мрежата. Муабетот ми е значи станува комплицирано и во борбата за опстанок и во борбата за шампионска титула. Апсолутно комплицирано останува четворката во борбата за шампионската титула, значи Шкендија, Силекс, Гостивар и Работнички. Струга, Тримлум и Шкупи веќе се во таа златна средина. Многу тешко ќе ги се поместат нагоре, евентуално второ, трето. Струга има шанси во купот, бидејќи игра во четвртфиналето против Гостивар. Во среда рековме 26 на февруари, еден надпревар, нокаут фаза, кој победува, тој оди понатома, ако е нерешено во 90 минути се изведуваат пенали. Струга, Тримлум може тука да ја бара шансата и остануваат 6 екипи во таа грчевита борба за опстанок. Моментално, после 2 пролетни кола распоредени на следниот начин. Пелистер има 23 бода, Брера има 20 бодови, Вардар има 16, Тиквеш 15, Воска Спорт 15 и Беса 14. Сите овие 6 екипи се во таа грчевита борба за опстанок и пак ќе повторам од овие, нели, рековме, Вардар ќе се бори против Вардарови тренери на Пелистер, на Тиквеш и на Беса. Ете, тоа е тоа Вардар против вардарците. И уште еден само близ да повториме да. за оваа публика, многу брзо се тоа ќе се случува, значи 26 февруари имаме четвртфинале од Купот на Македонија, каде што Вардар го пречекува Силекс на арената Тодор Проевски. Да, го кажав. 2 март Вардар игра со Беса, трето пролетно коло првата македонска фудбалска лига. 5 март среда водено коло Вардар е гости на Работнички, Работнички е домаќин на Вардар на арената Тодор Проевски на градскиот стадион. И тука се затвора првиот круг од вториот круг од првенството на првата македонска фудбалска лига. Следува потоа жребка и се игра уште 11 кола 1 против 1, каде што Вардар, представен од Гоце Седловски, тренерот Гоце Седловски, ќе се судри со другите 5 мина, можеби 6 мина Вардарови тренери, ако еден од овие четворицата стане на Струга, ќе играат барем уште поеднаш во зависност со жребката дали на гост или дом. Не, во секој случај ќе биде интересно, а посебно за тоа зборува фактот што Вардар беше последен на табелата, нели? И не знам сега кога почна пред Шкендија, значи пред да почне пролетно коло последен ли стартуваше? Вардар стартуваше последен, а сега Вардар е, значи има три екипи после него. Значи што прави една победа? 3 бода што прават? Тука секој бод буквална смисла на зборот, секој бод е важен за секого, така, и за овие што се горе во табелата и за овие што се долу. 12, 11, 10 и 9 е Вардар, се извинувам. 9 и Тиквеш, Воска и Беса се после него, ако добро сум пресметал, можеби некој пат има некоја техничка грешка, ама од прилика е тоа. Така. Добро, ајде ќе пред да направиме уште еден краток джингл. Значи, само ќе најавиме во продолжение на емисијата, малку ќе обрнеме внимание на оној кој што ќе игра против вардарците. Зборуваме за Гоце Седловски, актуелниот тренер на фудбалски клуб Вардар. Оној истиот кој што загуби со Шкендија на домашен терен, но прикажа малку поразлична нова игра и оној истиот што на изненадување на сите, но не и на мене, морам да кажам, ја победи Струга во гости. Джингл, па продолжуваме со Гоце Седловски. Вардар против вардарците или Гоце Седловски против оние други имиња кои што ги споменавме, кои што се актуелни тренери на екипите со кои што Вардар ќе се соочува во овој близок фудбалски период што следува, но и понатаму. Гоце Седловски е познато фудбалско име, значи сите го знаеме, не треба многу да се зборува, не знам колку настапи ги кажа дека ги има за репрезентацијата, роден на Прилепско негде беше роден, но има еден момент кој што нели не можеме да го премолчиме, кој што е момент кој што не е тајна и верувам сите што следат фудбал го знаат дека Гоце Седловски не најде на симпатии, на одобрување кај вардаровите навивачи комити, дека не доби поддршка никаква уште од самиот старт кај нив и тоа се уште трае. Зошто Дургутов Гоце Седловски комитите не го сакаат? Значи изразуваат јавно негодување кон него. Имаш ли прецизна таа работа за општо добро на клубот, малку како да постигна во овие две пролетни кола, повеќе е добро
отколку што не чини, не можеме така да кажеме. Навивачите се тие кои имаат право да го искажат своето задоволство и своето незадоволство, некогаш можеби не на најдобар начин зборуваме за општата публика и за општата популација, меѓутоа сепак тоа е нивно право. Гоце Седловски е навистина големо фудбалско име, ако зборуваме за неговите почетоци во Горна Конјари, преку Прилепска победа, каде што првпат ја лично се запознав со него благодарики на Часлав Божиновски, покојниот Чале, државен, сојузен државен капитен на сите селекции, кој во тогашните времења ми велеше Мијалчо, ќе извадиме еден фудбалер за млада репрезентација до 21 година, каде што тогаш селектор беше Јовани Кушев. Тоа е невиден капацитет и ќе направи блескава кариера. Ова се зборови кои Часлав Божиновски лично мене ми ги има кажано и кои подоцна се остварија низ таа кариера на Гоце Седловски, каде што одигра 100 надпревари за репрезентацијата на Македонија. Точна бројка за U21 не знам, меѓутоа играше во генерацијата со Петар Милошевски, со Васовски, со Гово Јовчев, со Шакири, Шеиновски, ќе заборавам некој плејада на добри фудбалери кои излегоа. 138 надпревари за Динамо Загребски, каде што беше и капитен, и 60 надпревари за Сплитски Хајдук. На прсти се бројат фудбалерите кои играле за Хајдук и за Динамо. Во таа како да кажам, поларизација на фудбалските односи, кога се опрашање Звезда, Партизан или Динамо Хајдук, па да не речем и Вардар со Шкенди или со Шкупи. Во секој случај импресивна фудбалска кариера на Гоце Седловски, како тренер исто така во неколку клубови во Македонија, но она што сакам да те прашам, еве низ ова што го зборуваш ми доаѓа, кој од според настапиве во репрезентацијава, освен Горан Пандев, што знам сигурно, има ли некој друг пред него, ако имаш извадена таква информација, што има повеќе настапи? Мислам дека Шумуликовски има многу надпревари, Величе Шумуликовски, не сум сигурен. Значи, Артим Шакири е исто тука некаде. Он е како и да е на раката Игор Митриски има доста надпревари. Гоце Седловски е меѓу топ 5 по број на настапи. Сега зошто не го сакаат коментари? Значи истите тие, само сакам да ти кажам, истите тие, сега не знам која им е возраста, но кога можеби некој не биле ни родени кога Гоце Седловски играл за репрезентацијата. Не знам, да, не можам да кажам на возраста. Но така е, но кога он играл за Гоце Седловски играл за репрезентацијата, навивачите навивале за Гоце Седловски како македонски репрезентативец. А денеска сме сведоци на негодување. Знаеме ли зошто негодуваат? Значи, јас имам некое тивко разбирање, морам така да го кажам отворено за навивачката група Комити, бидејќи спротивставените ставови, ривалството, не сакам да кажам и омразата со фудбалскиот клуб Шкупи, односно повеќе со нивната навивачка група Шверцери, трае години наназад. Тоа не е од вчера, не е ни една, две, три, ни 5 години. А Гоце Седловски тука се врзува како тренер што беше на Шкупи. И Вардаровата огнена навивачка група Комити не го простува тоа. Значи не може да му простиш што бил тренер на Шкупи, да, можеби олеснителна околност кај нив е што они тоа јавно го кажуваат дека секој кој ќе помине во тој противнички табор е на црната листа кај нив. Значи не е тоа специјално за Гоце Седловски. Така. Не, муабетот ми е доколку станува збор сега, значи мораме да зборуваме вака транспарентно јавно. Отворено во интерес ако било на пример во Струга бил, во не знам Тиквешеве, Вардар и Тиквеш пак немаат пријателски односи, ќе го спомнам, во Пелистер, во Шкендија, во Беса, немало да има такво. Па сега немам баш категорички став дали ќе биде блиско или малце подалеку. Не можам да кажам за Битола, Штип, Струмица, каде што доаѓале фудбалери во Вардар, немало никакви проблеми, или не знам Велес, Куманово. Меѓутоа, Шкупи или таа шведска група, навивачка група Шверцери, немаат никаква допирна точка со Комити, тоа е поларизација до крај. Добро, до кога? Ако има ли крај тоа? Не гледам втора причина за револтот кон Седловски. Освен тоа, нема втора причина. Да, но знаеш како јас размислувам. Те разбирам што ме кажуваш. Значи јас размислувам вака, а мислам дека и голем дел од оние што го сакаат Вардар размислуваат така. И јас знам за комитите, значи изворно, сигурно знам дека комитите се во состојба да голтнат се,
Ако е за доброто на Вардар. Единствено ако е за доброто на Вардар. Така е. Тоа е случај. Чекај, тајм-аут само. Дали тоа не го направија во случајот на извршниот директор и спортскиот директор? Колку киксови има есенскиот дел? Тие двајца луѓе и персони. Ама зборим спортски киксови. Разбирам, затоа го велиме, истото го зборувам. Се премостува тоа. Така е. Не знам дали се премостува, но не е ни поинтата дали се премостува. Поинтата е што комитите безрезервно даваат поддршка на клубот и можеби не треба повеќе да го апострофираме. Еве гледаме, сведоци сме на два надпревари каде што последните два од есенскиот дел се играа без навивачи. Добро, ако се сеќавам. И овие два сега што поминаа, како да го оставија малку Мирене Седловски, не може да му простат, ама Мирене. Зошто го велам ова? На ова сега што се случува со победата со новиот Вардар, што го најавивме како нов, мислејќи на играта што ја прикажува Вардар и на играчите што се во екипата. Новите играчи. Така, и против Шкендија и сега против Струга. Да не заборавиме, значи, јавно е обелоденето дека Гоце Седловски бил тој што ги барал играчите. Тоа го кажа извршниот директор на клубот. Така. Славниот Пурамен, ајде да го спомнеме. Така. Каде што се што барал Гоце Седловски е донесено. Да, па не, го спомнувам. Значи, Гоце Седловски ја направил концепцијата, лев бочен, десен бочен, Јанкулов таму ќе ми игра, знам како, вамо ми треба, не знам, тој бразилецот, назад ми треба Словакот и така натаму. И тоа покажува дека тука има кохезија, дека разликите полека се надминуваат и можеби Гоце Седловски е на потек, условно кажано, да им нареди на фудбалерите да ги поздрават гледачите по завршување на надпревар. Па ја види, мислам дека до тоа и ќе дојде. Дека не е толку важно. Да, не, апсолутно мислам дека е важно, но мислам дека тоа ќе си дојде само по себе, затоа што комитите не се оддалечуваат од Вардар, они се тука постојано, секогаш, значи со максимална љубов и поддршка кон нивниот Вардар. Гоце Седловски сакале нејкеле е тренер на Вардар и доколку се продолжи со позитивен тренд на игра и само резултати, клубот и тимот имаат успех и резултати. Да, тоа са. Точно тоа го мислам. Види како и да е, ако не стивнат тие страсти, Вардар не може да... Ајде да се подсетиме низ нашите емисии кога зборувавме за Горан Пандев и неговиот однос со селекторот Благоје Милевски. Така е. Значи Горан Пандев рече Милевски не е добар селектор, нема баш добри резултати, тоа е моје мислење, немам ништо лично против него. Така, и после седна со него на маса. Доколку јас се ангажирам, ќе размислам дали ќе биде тоа. Сега вака парафразирам. Горан Пандев влезе на голема врата во фудбалската федерација, седна со претседателот Масло Мераги, заедно на маса со Благоје Милевски, најдоа решение за репрезентацијата. Не за Благоје Милевски, не за Горан Пандев, не за претседателот Мераги. Најдоа решение за репрезентацијата и за добри резултати на репрезентацијата. Токму за тоа. Зошто тоа да не биде во Вардар? Така, точно за тоа зборуваме, значи ако Вардар има добри резултати. Некои работи мора да се надминат, да се подголтнат, да се замижат и да се оди напред, ако е тоа за доброто на репрезентацијата, за доброто на клубот, за доброто на семејството, за доброто на не знам што. И за резултати на клубот. Да не звучиме сега дека ние ги мириме комитите и Гоце Седловски. Не е тука нити нешто камга, нити војна. Имаме специјални комуникации, контакти со комитите, ниту пак со нешто со Гоце Седловски. Чисто ја отвараме ситуацијата на гледаме другото, значи гледаш од страна и чувствуваш дека атмосфера мора да има. Значи за да има атмосфера мора да се подобруваат нештата. Мора фудбалерите на Вардар, ако се нови, ќе се научат. Мора да знаат дека треба да поздрават и публика и навивачка група. Така. Добро, да ја приведуваме емисијата кон крајот, иако сакав да отворам уште една кратка тема. Знаеш зашто сакав? Непосредно пред емисијата има некои пораки, значи комуникација имаш ти еве лично, комуникација на твојот Facebook профил, јавен е, отворен е Facebook профилот, каде што ти се обраќаат и те прашуваат што е бе до сега зборуваше, до вчера кажуваше нешто друго, сега некако со една победа Вардар го правиш шампион. Што? Да, јас еве сакав да те прашам. Не, добро, тоа не е една порака, тоа се стотина пораки и телефонски јавувања каде што луѓето кои помалку ме знаат, мене карактерно и моето, ајде Вардарово CV,
да кажам, не зборам за фудбалски сиви, мислат дека ете сум го променил дресот или сум ја свртал капата Или страната. или страната. Мојот критички тон кон спортскиот директориум на Вардар е тука и тлее во мене и не сакам да го Ама апострофирам тоа е новинарството, бе, Драгутов. Нити пак има позитивен став кон првиот извршен директор на Вардар, за кој уште чекаме да ја одблокира сметката, уште чекаме да се појави новиот газда на Вардар, унгарецот, и чекаме во интерес на Вардар, чекаме да не го отвараме тоа. Ништо не е сменето во тој критички тон, нити пак мислам дека Вардар е фудбалски полигон за вежбање на некој да тренира спортско менаџерство и да изигрува спортски директор и менаџер, па да донесе 50 играчи, а 5 да му се погодат, а другите 45 да несе, и оние што се отидоа во јануарскиот преледен рок беа донесени исто од нив, не издржаа ни 6 месеци во Вардар. Тоа не е големата слика за Вардар. Големата слика за Вардар е победата против Струга, добрата игра против Шкендија, дај Боже, пласманот во полуфинале на купот, елиминација на Силекс. И релевантно е, извршните директори се менуваат, ќе дојде и нов тренер, дај Боже и нов спортски директор со поголемо сиви, кој играл фудбал, ама Вардар ќе остане и ќе останат овие резултати запишени дека биле постигнати со тој тренер, со тој извршен директор и со тој спортски директор. Тоа е големата слика на Вардар. А Мијалчо Драгутов ќе остане пак со Вардар. Така, јас чувствував, значи ова се случуваше непосредно пред да почнеме да снимаме, пораките што јас ги прочитав неколку. Се договоривме ова да не го отвараме. Да, ама не, значи зборуваме за коректни, зборуваме за луѓе што коректно коментираат, ама ете се прашуваат. Океј, ако е тоа, ти го кажа своето мислење, јас ќе го кажам моето. Јас секогаш ќе ја држам страната навивачка, значи секогаш ќе ја држам навивачката страна, затоа што едно време играв за ракометниот клуб Вардар, сега навивам за ракометниот клуб Вардар и фудбалскиот клуб Вардар. Така да во оној другиот дел на другата трибина поен, ако треба да се гласа на евровизиски поени, ќе идат кај мене 12 поени на западна трибина. Нека биде ова се, ако немаш нешто да дополниш на крајот, нека биде ова се од нас вечерва на тема фудбал. Така ви рекол, да навиваме за Вардар, односно за Гоце Седловски во борбите, во фудбалските битки против другите вардарци кои ги спомнавме во емисијата, и посакуваме Вардар да биде поуспешен, односно Гоце Седловски поуспешен од Срган Захариевски, Александар Мацовски, Горан Михаилов, Горан Станик и можеби некој од овие што би отишол да биде тренер на Струга Трибун. И Ѓорѓе Мојсов. Јас пред да ви кажам, стиснете лайк и стиснете subscribe, ќе ви го кажам уште ова. Значи, се врти некако во нашава прва македонска фудбалска лига околу фудбалскиот клуб Вардар, и како што знаат навивачите на Вардар да кажат, и тоа некако ми многу убаво ми звучи, ќе кажам и јас. Сите сте за Вардар, ама не признавате. Бидете поздравени. До скоро.